Македонските жени земјоделки оставени на маргините од општеството. Руралните жени се уште немаат право на платено породилно отсуство, ни на платено отсуство поради болест или повреда на работното место, иако земјоделството представува високоризична професија со бројни последици по женското здравје. А лошата инфраструктура, недоволниот број на градинки и отежнат пристап до здравствените и социјални услуги во руралните средини само уште повеќе им го отежнуваат животот на овие жени. Се занимавам со сточарство и тутунопроизводителство. Породилно отсуство немаме, со мали деца, нон-стоп си работиме и децата си ги носиме по нивјето, значи немаме ништо платено од државата. Субвенциите ни ги скинаја многу слабо, за женско јагне не земаме, ги намалија за овците по грло на овца. Тоа не е исплатливо. Многу е тешко, значи треба и дома и дете да спремаш на училиште, да трчаш кај овците, да работиш, тешко. Заради ваквите состојби во направената анализа на невладиниот сектор за оваа проблематика за 9 европски држави, помеѓу кои и 4 од бившите ју простори, Македонија, за жал, и овде е на дното од табелата. Како држава сме на последно место во однос на правата на земјоделците и особено на жените земјоделки, за разлика од кај нас во сите други држави кои што ние ги анализиравме, тие имаат можност да имаат право на отсуство, на платено породилно отсуство поради неспособност за работа, имаат право и на платено боледување. Освен што парламентот ја изгласа потребата, едногласно се изгласа потребата за донесување на вакво законско решение, тука застана работата. Односно законот сега треба да го разгледува Комисијата за здравство во собранието, кое што се уште го нема ставено на дневен ред. Инаку, 15 октомври е меѓународен ден на руралната жена, а која според сите современи светски параметри е оној невидлив столб на одржливоста на општествата.